По посетата на Никола Груевски решено е барањето на земјоделците од Чучар Сандево за продажбата на арпаџик. Земјоделците ќе може непречено да го продаваат својот производ. Имено при последната посета на Груевски на скопското село Бразда, земјоделците од повеќе населени места од општина Чучар Сандево истакнаа дека се соочуваат со проблем за продажба на производот арпаџик, поради недостаток на декларација која е законски потребна и поради тоа што арпаџикот не е внесен во регистарот на семиња. Поради овој проблем, како што истакнаа земјоделците, тие се спречени да го продаваат. Арпаџикот може да ни помогнат, бидејќи тоа е автохтона сорта македонска стара на кромит на семе за арпаџик, но не е влезен во регистарот за семиња на Република Македонија. Треба декларација да има проблем со продажба. Тој проблем е основен како да и тоа што ќе произведете не можете да го однесете на пазар. На бит пазар ако однесат нешто немаат место каде земјоделците да застанат, нема тезга. На улица и од улица дури ги бркаат, така да главен проблем е. Ќе го истражиме ова, ќе разговараме со Министерството за земјоделие. Голем проблем за Земјоделците од овој регион ги посети тим од Министерството за земјоделство на чело со заменик министерот Ванчо Костадиновски, при што беше изнајдено решение. Земјоделците од Бразда и околните места ќе може непречено да го продаваат арпаџикот кој има основна дејност. Костадиновски објасни дека за добивање на потребната декларација и регистрација на семенскиот материјал ќе биде потребно формирање на земјоделска задруга, која во првите години нејзината работа ќе биде финансиски подкрепена и поддржана од владата. Значи за да може да се регистрира семето, да можете нормално да си предавате на пазар и да немаат проблем ниту инспекторатот за земјоделие, за утре кога ќе дојдат да видат дали се спроведува законот за семе и саден материјал, да нема казнување. Значи тука сме договорени сите да најдеме решение, ќе формираме задруга, земјоделска задруга, ќе си одредите лице агроном, стручно лице агроном, ќе си има директор на задругата, ќе ве организира, значи и ќе можеме да го регистрираме мелникот како кој ќе го плаќа тој агроном? Значи си имате обезбедено средство од платежна агенција. Кирил Тодоров од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој објасни дека се нуди огромна поддршка за организирање на задруга. Поддршката што моментално ја дава државата е доста голема за формирање на задруги. Значи веќе на назад неколку години се поддржува формирање на задруги и задругарството, значи да се врати на македонските простори. Има голема поддршка. Една цела мерка во програмата за рурален развој е насочена за формирање на задруги и поддршка на задругите. Во оние почетни периоди кога и треба поддршка. Кога ќе застане на нозе после 5 години, секоја фирма застанува на нозе ќе може да функционира само. Формираната задруга од владата може да добие финансиска поддршка за водење на сметководство и други услужни дејности. Ке бидат покриени 2 бруто плати за двајца вработени доколку ангажираат во првите 5 години. Ке има поддршка за осигурување на посевите и 90% поддршка, односно надомест за земјоделска механизација која преку програмата за рурален развој ја враќа државата токму преку формираната задруга. Земјоделците презадоволни од постигнатото решение, кое за нив ќе представува надминување на голем проблем. Целиот процес ќе биде поддржан од соодветните институции, истакна директорот на Државниот инспекторат за земјоделство Цветан Трипуновски, а како една од солидните предности е што на тој начин земјоделците ќе може да си ги добијат и соодветните субвенции. Наједноставниот начин е со регистрирана задруга. Значи колективно здружување, регистрирање и плюс дополнителната поддршка од Агенцијата за финансиска поддршка во смисла на механизација, бруто плати и сите останати работи. И плюс она што ви е најпримарно, да си го продавате без никаков проблем, она што со години го работите. Отворен. Од Турско. Што сте и познати. И да ве встопиме во законското решение. А после да можете и субвенциите да си ги земете.